Благодарам, почитувана господја Ѓуровска, почитувани присутни, ценети професори, ваши екселенции, почитувани јавен обвинител, заменик министер, почитувани представници на медиумите. Дозволете ми на почетокот да ја поздравам, да го изразам своето задоволство што денес имаме можност да размениме гледишта за една исклучително важна тема која е тесно поврзана со безбедноста на нашата држава, но и со процесот на пристапување кон Европската Унија. Истовремено ја користам оваа прилика да го изразам задоволството и од досегашните работни сесии на Националната конвенција, особено од нивните досегашни препораки кои со своето значење и експертиза се етаблираа како корисна алатка за државните институции во процесот на исполнување на приоритетите од ЕУ агендата. Тоа процес се должи на добриот избор на теми кои секогаш се актуелни, не само од аспект на европската интеграција, туку и за животот, безбедноста на нашите граѓани и инклузивноста во пристапот преку вклучување на академската јавност, невладиниот сектор, како и представниците од државните институции. Денешната тема за дискусија е особено актуелна, бидејќи одраз на времето во кое живееме, време на брзи и на големи промени. Неспорно е дека агресијата од страна на Руската Федерација врз Украина изврши влијание врз политичките и безбедносните процеси и во регионот на Западен Балкан. Како и во другите држави, така и во Северна Македонија се чувствуваат последиците од економскиот и енергетскиот сектор, особено на пазарот со електрична енергија, нафтените деривати, природниот газ, како и на пазарот со храна. Присутни се хибридни закани, активности и напади преку социјални мрежи, преку ширење на лажни вести, невистините информации, дезинформации, говор на омраз. Овој тип на закани не е феномен кој се појавил само во Македонија. На ваков вид на напади подложни се и другите земји во регионот, пред се Србија, Хрватска, Црна Гора, Косово, Романија, Босна и Херцеговина, но и други земји од Европа, вклучувајќи ги тука и Соединените Американски држави, Канада, Нов Зеланд. Од друга страна, во последните години сајбер заканите се меѓу најзначајните безбедносни закани и од тие причини особено се третираат како интегрален дел од националната и меѓународната безбедност. Одбранбениот и безбедносниот сектор се повеќе се зависни од функционалноста на ИКТ системите. Хакерските напади врз клучните компјутерски системи реално можат да нанесат штета поголема дури од класичните воени напади. Од средината на месец септември 2022 година, како држава бевме изложени на хибридни закани, кои се однесуваа на лажни дојави за поставени бомби претежно во основни и средни училишта. Во периодот од 3 месеци, октомври-декември 2022, евидентирани се вкупно 380 пријави за поставени експлозивни средства, бомби во средни и основни училишта, како и во други институции, но од извршените проверки е констатирано дека станува збор за лажни дојави. Во текот на 2023 година, јануари, до 2.3.23 година, евидентирани се вкупно 584 пријави за поставени експлозивни направи, бомби во средни и основни училишта. Како и во други институции, но од извршени проверки исто така се констатира дека тие се лажни дојави. Повеќе од 720 објекти беа таргет на вакви лажни дојави, кои што ги имавме, испратени од преку 60 различни имейл адреси. Министерството за внатрешни работи во полн капацитет активно работеше на идентификацијата и пронаоѓање на можни сторители, чија цел беше ширење на паника и несигурност меѓу граѓаните. Направен е посебен оперативен тим кој што работеше во рамките на владата, во која што се вклучени сите институции. Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање, сите релевантни структури со своји експерти, со кои практично ги разменивме сите податоци, информации, баравме соодветни решенија, се со цел да имаме комплексен пристап во однос на дојавите за бомби, кои што пристигнуваат во тој момент по електронски пат. Исто така интензивно работиме на откривањето на сторителите. Сите сторители кои беа лоцирани по IP адреси од нашата држава, истите беа обезбедени од сервисите преку кои е креирана имейл адресата во која се испраќаа лажните дојави на бомби, се откриени, поднесени се кривични пријави, за неколку од случаите се
во тек вештачењата и утврдување на конкретни докази. Инаку, во однос на сите закани, односно дојави, беа целосно ангажирани капацитетите на секторот за компјутерски криминал, секторот за борба против тероризмот и секторот за меѓународна полициска соработка, кои преку взаемни координирани активности по насока на јавното обвинителство превземаат сеофатни истражни действија за откривање на сторителите. Самите истраги се исклучително комплексни, поврзани со меѓународна размена на информации и поддршка, како и со барање на меѓународна правна помош. Проблемот со кој се соочуваме е фактот што при креирањето на имейл адресите најчесто се користат VPN провайдери, прокси сервиси, торнодови или пак истите се креирани во други држави. Од денешен аспект, со сигурност можам да констатирам дека безбедносната состојба во државата е стабилна. МВР успешно ја врши својата работа и денеска ја врши, за да ја гарантира безбедноста на секој граѓанин во државата. Во оваа насока говори и минатогодишното рангирање на глобалниот индекс за мир, според кој денеска Северна Македонија е најбезбедната држава на Западен Балкан во друштво на 36 најбезбедни држави во светот, односно 4 позиции повисоко рангирана од лани, со скок од 67 места од 2017 година до денеска, кога сме биле на 103-тото место на ниво на безбедност во светот. Но неспорно е дека интензитетот на хибридните закани постојано се менува, како и нивниот размер и брзина. Факт е дека тие и понатаму ќе бидат присутни. Затоа градењето на отпорност, превенцијата и подготвеноста за одговор на хибридните закани треба да е еден од врвните приоритети во државата, и оттука секоја земја треба да биде способна за приспособување на непредвидливата, комплексна и променлива безбедносна реалност. За да ги заштитиме животите и имотот на нашите граѓани и институции, нашиот одговор мора да биде брз, координиран и ефикасен. Денеска Република Северна Македонија е во позиција да ги користи научените лекции, да соработува, како и да придонесува во сите релевантни активности на ЕУ и НАТО поврзани со хибридните закани. Секако дека нашата држава како земја членка на НАТО има и обврска за сериозен пристан кон овие напади согласно НАТО стратегијата за спровање со сајбер напади, и тоа го правиме, па на ниво на држава формиравме Национален совет за сајбер безбедност според најновите НАТО стандарди, составен од членови од повеќе релевантни институции во Република Северна Македонија. Освен тоа, во моментот во Република Северна Македонија се имплементира Националната стратегија за сајбер безбедност 2018-2022, која е развиена во согласно со стратегијата за сајбер безбедност на Европската Унија и политиката и заложбата за сајбер безбедност на НАТО за обезбедување на сигурно, безбедно, доверливо и отпорно дигитално обкружување во корист на граѓаните, бизнисите и јавната администрација. Препознавајќи ја необходноста од заштита на виталните системи согласно европските стандарди, во Република Северна Македонија во тек изготвување на закон за критична инфраструктура, кој треба да ги воспостави основите на еден систем кој ќе ги обедини сите чинители, вклучувајќи го и приватниот сектор. И тука сакам да се заблагодарам на професор доктор Марина Митревска, која што практично го покрена целиот овој процес на подготовка на овој закон и организација на неколку конференции, а тука се вклучи сериозно и научната заедница во Република Северна Македонија, и сметам дека овој процес мора на основа на тие принципи и вредности за кои што започна да се доврши до крај, се со цел да имаме ефикасност во борбата, односно заштитата на критичната инфраструктура. Во насока на покажување на проактивност и посветеност во борбата против тероризмот, заедно со нашите партнери работиме постојано на превенција на радикализацијата и на регрутирање на терористи преку јакнењето на билатералната, регионална и меѓународна соработка, потоа превенција на радикализацијата преку интернет, како и подобрувањето на капацитетите преку вршење проценки, анализи и истражувања поврзани со радикализацијата и тероризмот. И тука, ако ги споредиме резултатите и бројките, ќе видите дека сите наши државјани кои што биле регрутирани од радикалните структури и учествуваат на бојните полиња во Ирак, во Сирија, во Авганистан, биле до 2017 година некаде средината, и од тука наваму веќе започнува еден нов процес во кој што не само
од аспект на пристапување преку казнување, односно преку преземање на мерки кои што ќе значат да се справуваме преку судскиот систем, туку тоа го направивме и преку институционален начин на започнување на процесот на ресоциализацијата на сите тие лица кои што учествувале во ваквите активности. Радикализацијата преку интернет представува една конкретна и многу непосредна закана за безбедноста. Неопходно е креирање на еден широк фронт во кој покрај државните институции ќе биде вклучен и приватниот сектор, а особено интернет провайдерите. За таа цел потпишан е меморандум за соработка за борбата против радикализацијата на интернет, со кој институциите се обврзаа на брза размена на информации, следење и мониторирање на веб страниците, брзо отстранување на радикалните јавни содржини и екстремистичката пропаганда на интернет. Како што споменав и претходно, ние како држава мора да креираме ресурси за градење на националната отпорност со ангажирање на сите релевантни чинители во општеството кои ќе бидат подготвени за рана детекција, за одговор, но и брзо заздравување од наведените напади. Посебно сакам да истакнам дека заедно со Факултетот за безбедност повеќе пати веќе работиме, разговараме, дискутираме, разменуваме податоци и информации и тоа е подигнато на научна основа, за да видиме кои се чекорите кои што треба како држава, како институции, сите заедно да ги превземе. Заради тоа што безбедноста не може да биде ниту еден човек, ниту една институција, безбедноста сме сите ние, а кога станува збор за сајбер безбедноста или спречувањето на сајбер заканите, за сајбер нападите, секако дека секоја институција мора да изгради соодветен капацитет, дали е тоа во човечки ресурси или материјално-технички средства, и само заедно да се спротивставиме на еден ваков облик на закани кои што ги имаме, бидејќи ако станува збор за така наречен сајбер тероризам, тоа баре вклученост на сите. И мислам дека колку повеќе ќе бидеме способни да влеземе во одбрана на собствената институција, толку поголеми се шансите да се одбраниме и државата и граѓаните. Затоа сум убеден дека овие денешни дискусии ќе допринесат за разгледување на ова прашање од различни аспекти и во една отворена, конструктивна дискусија со представниците на академската заедница, од експертите во оваа област, да дефинираме ставови, начела по кои што практично сите ние ќе се однесуваме и ќе утврдиме систем на основа на кој што ќе градиме отпорност пред се од ваквите напади. Ви благодарам на вниманието.